прослави избија на улиците во Идлиб, Сирија, минатиот месец по смртта на лидерот на Хезбола Хасан Насрала во Либан. Насрала беше убиен од Израел, кој нашироко се смета за непријател во Сирија. Но во последното упориште во Сирија, што го држат бунтовничките сили, Хезболах, сојузник на владата на сирискиот претседател Башар ал-Асад, исто така се смета за непријател. Идлиб е дом на милиони раселени луѓе од сириската војна, во која од 2011 загинаа повеќе од 350.000 цивили. И бомбите се уште се реалност во оваа област, иако голем дел од светот заборавил на војната. Најзабележителни поддржувачи на владините сили се Русија, Иран и Хезболах, кои често се нарекуваат меѓу овдешните семејства шиитски милиции. Бевме принудени да бегаме поради воздушните напади, артилериското бомбардирање и инвазијата на режимот и шиитските милиции врз нашите села. Во Газа, Министерството за здравство вели дека повеќе од 43.000 цивили се убиени од како Хамас го нападна Израел во октомври 2023, при што беа убиени 1200 луѓе, киднапирани стотици. Хуманитарните работници во северозападна Сирија велат дека војната меѓу Хамас и Израел покрена комплексни чувства поради широката, страсна поддршка за палестинците во конфликтот. سببت عنا اختلاط كتير كبير بالمشاعر. Имаме многу контрадикторни чувства. Срекни сме за убиствата на злосторниците кои го убиваа сирискиот народ и ја уништија Сирија. Но Израел беше тој што ги уби и се уште ги убива нашите браќа во Палестина. Под наши браќа, таа подразбира сонародници арапи, муслимани, цивилни жртви на меѓународните војни. Водачите на бунтовничката група која го држи поголемиот дел од Идлиб велат дека борбите продолжуваат со Хезболах во Сирија, иако силите на Хезболах се борат и против Израел. Ние сме непријатели со Хезболах и ова никогаш нема да заврши. Од последната кампања на северозападна Сирија работиме на протерување на окупаторите, вклучувајќи ги Хезболах, Иран и Русија. И како што ситуацијата во Либан се влошува со 1,2 милиони раселени, повеќе од 1500 загинати, хуманитарната криза во Сирија исто така се влошува секоја година. Помошта се намали, а ресурси одамна нема. Луѓето живеат во шатори, во лето се чувствуваме како да сме во пламена, во зима се чувствуваме како да се давиме во вода. И покрај нивните страдања, вели тој, овдешните семејства тагуваат за животите и соништата изгубени во војниот виор во Газа.